И еве, почитувани гледачи, после кратката музичка пауза повторно се враќаме во студиото и директно од овде, од студиото на К3, посакувам добро утро за оние кои што сега се вклучуваат на нашиот канал и го следите утринското издание на Нов ден. Денес ќе разговараме за фотографијата како уметност, како и за активностите на фотокино клуб Козјак од Куманово. Гостинка кај нас во студиото господица Маријана Павличек. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро на тебе и на сите гледачи на К3 телевизија. Маријана, ти си гостинка по втор пат еве кај нас во студиото. Не помина многу време од нашиот последен разговор, па едно мало подсетување. Колку време си член во фотокино клуб Козјак? Во фотокино клуб Козјак јас сум член веќе 5 години. Започнав како курсиста и еве денес сум член. Дали се зголемува бројот и на останатите членови? Каква е заинтересираноста за фотографијата? Па заинтересираноста кај младите постојано расне. Ние сме задоволни од сегашната бројка која ја посетуваат нови курсисти. Нормално и тие многу има ова година привилегија да слушаат предавања од разни професионални фотографи во Република Македонија и со тоа го надоградија своето знаење и на тој начин мислам дека ќе станат подобри во овој дел на фотографијата. Така. И сега да позборуваме малку за активностите на фотоклуб. Мислам дека не сте она дефинирани во кое време мора да одите таму, да бидете присутни. Потсетине, како беше? Па секогаш во текот на неделата ние се собираме во вторник во 19:30, може било кој да присуствува, додека часовите со курсистите ни траат претежно четврток или петок. А за сега и имаме изложба која ја спремаме и за најкраток рок се надевам дека ќе биде се во ред и ќе ја изложиме на најдобар начин. Така. Која поред е оваа изложба која припремате? Оваа изложба е веќе 11-та поред и е најстара изложба во Македонија, уште во 1962 година. И станува збор за фотосалон Куманово, односно сега 2017. Так. И сега, што ќе биде тематиката? Па на ова изложба вторите има можност да учествуваат во повеќе теми, за разлика од претходните фотосалони. Станува збор за теми портрет, музика, природа, слободна тема, која е во црно-бела и во боја. И сега, кажи ни нешто повеќе за вторите, како и за земјите, односно за луѓето кои што ќе учествуваат од странските земји. Па оваа година имавме пристигнато 371 автор од целиот свет, односно 56 земји се надпреваруваа и навистина беше тешко од толку многу автори да се одбере она најдобрата и да се награди. По кои критериуми се вршеа одбирањето? Па за критериумите беа задолжени жирито кој го сочинуваше Боро Рудич, кој е од Македонија, потоа Раша Миловановиќ од Србија и Миладин Милоевиќ исто така од Србија. Така. И тие беа тие кои одлучуваа? Кои ја имаат најтешката задача да одлучат од толку многу дела најдобрата која е. Така. И сега, дали некои награди имаше освоено? Па оваа година тие доделија 198 награди и меѓу нив се најдоа исто така и македонски автори
и можам да кажам дека и тројца наши членови се закитија со тие награди, а тоа се Филип Илиевски, Стефан Николиќ и Цветан Гавравски. Така. И сега би можеле да позборуваме за нивните фотографии, да ни кажеш нешто повеќе. Па нивните фотографии навистина беа во добар круг влегоа, во оној потесниот и секако тие добија и дипломи и медали. И за нас тоа е огромна чест на ваква изложба, односно меѓународна, каде имате 56 држави, нашите членови да добијат некоја диплома или медаља. Така. И сега кога фотографиите вообичаено се со една иста тематика, а сепак се толку различни, што говореа нивните фотографии? Па како што напоменав, темите беа портрет. Например, во портретот имавме доста портрети од постари лица, односно, како што реков, портретот е најтешкото нешто да се фотографира. Потоа имавме тема музика. Во музиката претежно се добивавме фотографии од сценски настапи, на некои млади групи или познати групи, потоа темата природа, веќе на која сите им е позната, и нормално најмногу имавме добиено во слободните теми, бидејќи таму авторот секако се изразува на свој начин и ја има таа слобода и не е под конкретни правила по кои се претходните теми. Така. И сега точно време е да ја најавиме изложбата. Па сакам да ги поканам сите љубители на фотографија, фотографи, аматери, да ја има таа чест да ја посетат, односно да присуствуваат на отварањето на изложбата, која ќе биде на 30.3, односно четврток во 19:30 часот во Уметничката галерија на градот Куманово. Така. И сега, овде една парола, да кажем, од фотокино клубот Козијак од Куманово гласи вака: бурното време во кое што живееме, под полната дигитализација и брзиот развој на технологијата им дозволува на фотографите да бидат сведоци на историјата која се одигрува пред нивните фотоапарати. Точно така. Така, што подразбирате, Маријана, вие? Па секако ние како фотографи ја имаме таа можност со нашиот објектив да ги фатиме моментите кои се одигруваат пред нас, односно самото дејствие кое се случува, тоа се случува моментално и тогаш се види. Додека ние со помош на фотоапаратите тоа го имаме во меморија и подоцна и после неколку години може повторно да се види тоа дејствие и да се зборува за тој момент. Така. Ако добро се сеќавам, мислам дека на нашиот последен разговор овде во студиото, женското тело беше главниот мотив во твоите фотографии. Точно така, јас се уште и продолжив да фотографирам женско голо тело. Имам нови фотографии кои се во припрема за како колекција за денови на македонската фотографија, која најверојатно ќе биде во мај месец. Дали сте самокритични? Секогаш. Значи, кога имам повеќе критики, повеќе обрнувам внимание на тие критики и се подобрувам самата себе си, доколку немам некои забелешки, се чувствувам како не е тоа. Мора да има некоја забелешка која треба да се поправи. Так, предпоставувам дека таму во Козијак имате ментори, некој кој што ви укажува на некои работи? Да, имаме уметнички совет кој е задолжен за тоа да ти покаже дали е добра или не фотографијата или, например, да обрнеш внимание на некои детали и слично. Може ли да направиме една кратка музичка пауза? Значи, одиме со музика и се враќаме во студиото и продолжиме со разговорот.
тебе низ вечноста, во вечноста. Низ моите мисли протечи, около небо прегатки. Скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта надежи среќа дарува и поведува. Одведи ме во свет современ немерли, каде што сите големи чуда веруваш. Со очи ширум затворени гледам и во тој миг те создавам, те вдишувам и чувствувам дека без тебе јас не постојам. Во вечноста низ моите мисли протечи, около неа во прегатки. Скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта надежи среќа дарува и поведува. Без тебе јас не постојам. Во вечноста, низ моите мисли протечи, около небо прегатки. Скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта надежи среќа дарува. Во вечноста, низ моите мисли протечи, около неа во прегатки. Скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта надежи среќа дарува и поведува. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Зборуваме за меѓународната изложба на уметничка фотографија и додека јас и господица Маријана Павлечек продолжуваме да разговараме, од режија ќе ги припремат еден дел од фотографиите кои што ќе се најдат на изложбата. Маријана, да позборуваме малку и за активностите на фотоклубот Козјак. Наши сегашни активности се фокусирани претежно на самата ова изложба, да помине во најдобар ред, да ги пречекаме гостите и слично. А подоцна спремаме друга изложба исто која ни е традиционална, станува збор за мајски салон, која претежно е во мај месец. На таа изложба ги презентираме нашите дела само од клубот, односно затоа и клубска изложба, односно најдобрите дела кои биле во текот на годината. Да. И сега еве, веќе ги имаме на екраните фотографиите. Точно така, овие фотографии се од нашите членови од Фотокино клуб Козјак, кој исто така има и дипломи зимано и награди. Ова е самата покана за нашата изложба, која ќе биде во четврток, во 19:30 часот. Ова се и меѓу наградените фотографии кои пристигнаа. Така. Е сега, мислам дека некаде во текот на разговорот напоминавте и за изложбата, за една изложба која што се одржа, мислам на Карпино или како беше? Да, ние имавме соработка со Карпино, односно да приложиме некои наши фотографии кои беа тематски црно-бели,
претежно и навистина ни беше чест да соработуваме со нив и да се прикажеме и ние во такво светло и огромна благодарност до нив, исто така. Така, колку фотографии вкупно ќе се најдат на изложбата? Па на изложбата ќе се најдат околу 70 фотографии кои ќе имате можност да ги погледнете, а во каталогот ќе бидат сите ставени кои се примени и наградувани. Така. И сега, Маријана, дали фотокиноклубот Козјак врши упис на нови членови? Секоја година ние вршиме упис на нови членови, претежно курсот започнува во октомври и трае до мај месец. Во курсот е вклучено предавање околу фотографијата, односно оној техничкиот дел, композицијски и така натаму, додека, како што реков, оваа година беше поразличен од претходните. Имавме можност да слушаме професионални фотографи и да учиме од нивните искуства. И секој фотограф си има своја тема која фотографира, например тема природа, портрет, сценската фотографија, студиска фотографија. Успеавме на некој начин да ги доближиме фотографиите до самите курсисти, а сепак и до нас, и да научиме уште по некоја ново искуство кое ни го споделија тие. Така. Бројот на твоите лични фотографии константно се зголемува. Па што е твојот сон? Дали некаде си на патот кон остварувањето? Па се уште сум млад фотограф, но се надевам дека во скора иднина ќе успеам да станам и во прва класа на фотографи да влезам. А секако најголем сон ми е да станам мајстор на фотографија, односно на секој фотограф. Е тој сон, односно фотографи кои постојано ги пратат изложбите и се занимаваат со уметничка фотографија. Така. Ти благодарам, Маријана, за денешното гостување и ви посакувам многу среќа воопшто на целиот фотокиноклуб Козјак на предстојната изложба. Благодарам и на вас и на сите гледачи на емисијава. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Следете не и утре со почеток во 8 часот. До тогаш, имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.